Бидејќи идејата на репликите е и да прецизира, јас би сакала само да искористам, не е ова значи класична реплика, целосно се согласувам со господинот Коцич, бидејќи е тоа на линија на заштита и унапредување на животната средина и на природата, темелна вредност на уставниот поредок, само степенот на заштитата, сакам да укажам и на заменик министерката и кажав, е тесно поврзан со карактерот на доброто. Бидејќи се работи за непроценливо природно богатство, кое што не е само национално, туку е и регионално, бидејќи како се решава на оваа страна, зависи што ќе се случува на спротивната страна, на страната на Косово. И јас само укажувам на членот 56 од Уставот, во кој што јасно стои дека сите природни богатства, растителниот и животинскиот свет, значи се добра од општ интерес. Јас како правник правам разлика меѓу добро од општ интерес и добро од јавен интерес. Доброто од општ интерес е повисоко добро и ужива поголема заштита, бидејќи во целиот закон или во првиот член се оперира со добро од јавен интерес, молам да се промисли ова пред да се донесе законот, зашто мислам дека има значење и тежина. Кругот на добра од јавен интерес е далеку поширок и не се однесува, значи не се исцрпува, мислам дека добро од општо добро или добро од општ интерес е нешто што е, како што велите вие, ако влеземе во оние заштитените, со 13,2 ли беше, тоа значи еден друг степен на заштита, меѓународна заштита, меѓународни обврски имаме во одржувањето и мислам дека треба да се прави разлика. Од јавен интерес ќе ви набројам 20, и образование, и здравствена заштита, овие категории се врзани за јавен интерес, ама не се добра од општ интерес. Ова е нешто друго. Молам, значи, да се промисли. Благодарам.